Гоше Николов е веќе со мене во студиото, ќе зборуваме за студентскиот живот, него го препознава јавноста по студентарија заедница. Гоше, ти благодарам што ја прифати мојата покана да зборуваме за оваа, би рекол, вечна тема, проблемот на студентите. Добро утро, благодарам многу за поканата и можностите да ги презентираме и нашите активности, но секако и предизвиците со кои што се соочуваат студентите во нашата држава. Така. Оно што е најактуелно за вас е тоа што бевте претходниот викенд организатор на саемот за образование, каде што студентите има можност да видат многу работи, што точно поставам на вас. Така, на 27 и 28 февруари, тоа се изминативе петок и сабота, студентарија заедно со Трговскиот центар Скопје Сити Мол го организираа саемот за образование и кариера. Ова е настан кој што се случува по трет пат и кој што на едно место ги обедини македонските универзитети, поголем дел, значи од државните и приватните универзитети, македонските компании и секако младите. Се на едно. Се на едно место, така е. Цел ланец, тоа се, како да кажам, оние три страни кои што веројатно се најодговорни и кои што ќе ја диктираат иднината на ова држава и на ова општество. Идејата на саемот накратко беше на средношколците матуранти да им овозможиме да се запознаат со можностите за образование и за студирање кои што им стојат во нашата држава. Значи универзитетите и факултетите кои што присуствуваа ги презентира студиските програми, животот на нивните кампуси, што значи да се биде студент во Македонија, секако како тече процесот на запишување и слично. Сакавме едноставно да им го лесниме целиот тој процес, затоа што знаеме колку е тешко и колку може да биде предизвикувачко кога преминуваме од едно ниво на образование од средно на високо. На пример, јас кога сум се запишувал на факултет пред неколку години, немаше кој да ми ги сподели овие информации, немало кариерно советување, немало кој да ме насочи каде да се запишам нели согласно со моите интереси и не сум можел да се информирам на едно место, како што кажав, ние буквално ги донесовме повеќето државни, јавни и приватни универзитети од Македонија, така што им помогнавме да можат да донесат информирана одлука кога станува збор за нивното образование. Добар одзив и од студенти и од институции? Одличен одзив, на наше големо задоволство. Имавме организирани групни посети од повеќе училишта од сите краишта на државата. Секако училиштата од Скопје исто така доаѓа организирано. Исто така би сакал да кажам дека на наше повторно големо задоволство и чест, дел од македонските општини овозможија бесплатен превоз за средношколците од нивните заедници. Драго ми е што ја сватија тежината на настанот и колку е важно. Знаете како на пример да речеме средношколец од Гевгелија кој што размислува дали да се запише на факултет во Скопје, на факултет во Штип, на факултет во Битола или на некој приватен, наместо да оди да ги посетува сите овие универзитети во различни денови, еден ден да оди во еден град, друг ден во друг град и слично, ние им овозможивме ги донесовме сите универзитети на едно место за да додат и тука да се ја направат таа информирана одлука. Така што тоа беше едниот сегмент, вториот сегмент како што спомнав нели се секако и компаниите кои што беа присутни, а идејата тука беше да актуелните студенти кои што утре треба да излезат на пазарот на труд, да се запознаат со можностите кои што ги нудат македонските компании. Имавме 15 на компании од различни сектори, од различни индустрии, кои што освен тоа што ги презентира можностите за пракси и за вработување, исто така им споделија на младите кои вештини нели тие очекуваат дека ќе бидат најбарани во иднина. За младите секако да се подготват. Така што идејата на настанот со самото тоа што ги имавме присутни овие три страни, универзитетите, компаниите и младите, идејата беше овие три страни една со друга да се слушнат и да се разберат. Значи универзитетите да слушнат од компаниите кои се нивните очекувања за кадарот кој што универзитетите ќе го произведат утре и треба да излезат на пазарот на труд. Компаниите секако да ги разберат младите и да разберат што ги мотивира и соодветно да ја адаптираат работната средина и секако младите да си направат еден информиран избор. Така што саемот помина одлично, исто така имавме панел дискусии и работилници. Првиот ден беа насочени повеќе кон средношколците, ги подготвувавме за студирањето, им кажувавме што значи да се биде студент во Македонија, какви се условите во студентските домови, какви можности за стипендии имаат и други државни мерки како бесплатен јавен превоз во Скопје, како субвенциониран студентски оброк, додека вториот ден се фокусиравме повеќе на делот кариера, па на младите им и тековните студенти им зборувавме за тоа од каде да почнат да градат кариера и дали, например, може би е добро да почнат да работат уште за време на студиите. Краткиот одговор да го наговестам е да, пожелно и би било добро за да почнат да стекнуваат вештини.
И секако имавме панел дискусии со представници на бизнис секторот, кои што, пак ќе кажам, зборува за тоа кои вештини се најбарани денес на пазарот на труд и кои ќе бидат барани во следните 5 до 10 години, затоа што сме свесни за промените кои што забрзано се случуваат во светот и воопшто во општествата, секако и ние сме засегнати од истите. И мислам дека успеавме да им овозможиме на младите да донесат информирани одлуки тие 2 дена. Да почнем со последно што кажате. Што му треба на бизнисот најмногу? На бизнисот најмногу му треба Каков кадар? Квалификован кадар кој што ќе ги стекне вештините. Знаете како проблемот воглавно е тоа што дел од дипломираните студенти кои што завршуваат на факултет излегуваат неподготвени на пазарот на труд. Тука минимална пракса. Така е, тоа е моментот кој што сакав да го споменам. Имаме малку предизвик во праксата и затоа е добро на нашите универзитети, согласно Законот за високо образование, постојат центри за кариера кои што треба да се грижат за тоа да им даваат кариерно советување на нивните студенти. Тоа го има на секој факултет и на секој универзитет. И секако да соработуваат со компаниите за да се осигураат дека ќе има соработка помеѓу образовните институции, бизнис секторот и секако согласно тоа да им ги понудат да ги обучат младите, да им ги дадат тие вештини кои што му требаат на пазарот на труд. Така што потребна е дефинитивно малку поголема соработка со помеѓу универзитетите и компаниите и впрочем тоа, како што кажав, нели беше идејата на сајмот, затоа и го организиравме, затоа што мислам дека токму преку вакви настани можеме да создадеме систем во кој што и образованието и пазарот на труд ќе се движат во иста насока. Ако во следното образование веќе на некој начин добро развиено дуалното образование за тие технички дејности, колку бизнисот е подготвен да ги отвори вратите сега, колку компании, не мора да има бројка, него дали има интерес компаниите да ги отворат вратите па да влезат студентите на пракса, дали се тоа за правни науки, дали се тоа за останати дејности. Така. Морам да кажам дека имаме позитивни примери, особено во делот на техничките науки и IT универзитетите, како што се оние за информатички науки, за инженерство, машинските тоа факултети. Тоа е морално, ми се чини, тие дејности, за тоа и не ги спомнав. Така е, да, тие се мора да бидат поблиску се нели тие до пазарот на труд, но секако мораме да бидеме реални и да си признаеме сите дека во одредени сектори, односно на одредени факултети, не можам да кажам дека има преголем број студенти, но мислам дека треба да си признаеме дека се во одредени сектори се продуцира премногу кадар за кој што нема место на пазарот на труд. Например, со години назад, това не е нешто кое што нели го спомнувам јас, тоа е нешто кое што и самите институции го кажуваат, секако и представниците на бизнис секторот и младите го знаат, дека на пример ние имаме премногу правници, премногу економисти. Значи ова се факултетите и студиските програми кои што на национално ниво секоја година примаат меѓу универзитетите и студиските програми кои што примаат најмногу студенти. И сега реалноста е дека нели нема место за сите на пазарот на труд, па тука младите секако мора да се снајдат и да работат нешто кое што можеби не им е поврзано со дипломата, да си најдат некоја привремена работа, кое што морам да кажам дека само по себе не е толку лошо. Така што генерално да. Во техничките факултети, како не знам за IT индустријата, има енормен раст од она што било пред 10 години. Прашањето ми е дали пазарот веќе се засити во Македонија од IT инженери или има простор? Не би рекол дека се засити, ако ги следиме внимателно изјавите на оние кои што се поупатени во оваа тема, ќе видиме дека не е заситен пазарот, има секако простор за сите да се вработат. Јас на пример лично не познавам некој кој што завршил за глобалниот, не само за македонскиот пазар, за глобалниот пазар, бидејќи Индија на големо атакува и со најевтина работна сила и со многу добар кадар, затоа го прашувам за македонскиот кадар како стои на глобалната сцена за IT. Веројатно пред неколку години нашата држава и нашето општество важеа за како што спомнавте вие дека Индија важи сега помеѓу најевтина работна сила, веќе не сме. Мислам знаеме сите нели какви плати земаат програмерите, но мислам дека котираме добро и пак ќе кажам јас не познавам некој програмер кој што живее во Македонија, завршил или го напуштил факултетот за информатика, бидејќи тоа е случај, многиот работат дури порано пред да завршат со студиите.
Не познам Што е некој кој што невработен. останал што е невработен и се прилично задоволни и видете во овој сектор и во оваа индустрија имаме секако тектонски промени со оглед на брзиот развој на вештачката интелигенција, но мислам дека и нашите високообразовни институции кои што ги обучуваат младите ја применуваат да, сигурно ја веќе, применуваат, се адаптираат на промените, така што би рекол дека котираме и дека стоиме добро и дека нема простор за грижа тука. Од она што го можете да го забележите на сајмот, некоја одлука се донесе за студирање? И го сменивте мислењето на сакале, не знам, да бидат економисти, па виделе дека има подобри насоки на друг факултет, имаш и такви примери или? Имаше, да, како организатори, еве, ние направивме муабет со неколку средношколци кои што се сеќавам вториот ден има дојдено средношколци од Радовеш и од Македонска Каменица и баш поразговарав накратко со нив, застанав за да ги прашам. Добро. И ми кажа дека се многу е добро самото тоа што сите факултети сме им ги донеле на едно место. Ние она што им го напоменавме уште на самиот почеток кога дојдоа е дека не треба да чувствуваат никаков притисок тој ден да мора да донесат одлука. Така, Идејата беше тие тој ден да дојдат и да ги соберат сите информации кои што ќе им Па импресиите можат и дома да ги... Така е, да им легне се што се вели да преспи и после да си донесат одлука, но важно беше им кажувавме да прашуваат, да не се срамат, да бидат љубопитни, затоа што затоа и универзитетите, професорите, ректорите, деканите и асистентите беа таму за да им ги споделат сите овие информации. Така што би рекол да се носеа многу важни одлуки, веројатно едни од најважните одлуки кога во прашање е образованието и иднината. И ете, задоволни сме што успеавме да им го овозможиме тоа. За каде имаше најмногу интерес, ме интересира? За кој факултет? Не би можеле да кажеме генерално. Имаше гужва на сите штандови, тоа можеме да го видиме од фидбекот кој што го добиваме секако од учесниците, но традиционално знаеме, како што кажав, најмногу интерес има за информатичките науки, секако за правните факултети, за економските факултети, имавме присутни исто така и академии за дигитални IT вештини, каде што и средношколците кои што можеби не сакаат да се запишат на факултет, сакаат да се запишат на академија од неколку месеци или година и половина, исто така имаше интереси за нив. Тука секако имаше и студенти кои што веќе студираат на некој факултет, но сакаат до квалификација или сакаат да научат нешто друго, па се запишуваат, да. Исто така присутна беше и Војната академија Генерал Михајло Апостолски. И можам да кажам дека на наше изненадување имаше доста интереси и за таму. Сега знаеме дека нема да има место нели за сите, затоа што таму има одредени квоти, впрочем како и на сите други високообразовни установи, но ова се, како да кажам, областите за кои што студентите најмногу се интересираат. Нека има интерес зашто повеќе патриоти да чуваат државата. Ме интересира како беа задоволни и факултетите, институциите, од посветеноста, од интересот, од разговорите што ги имаат со нивните идни колеги. Официјално во тие 2 дена на саемот се регистрира преку формата за регистрација која што имавме ние и над 1500 млади луѓе, како што кажав, од сите краишта на државата. Впечатоците на универзитетите уште ги собираме и ги сумираме, за сега се прилично задоволни и самото тоа што од година во година бројот на учесници универзитети и факултети кои што доаѓаат расте, мислам дека самото тоа кажува дека и тие го препознаваат настанот како важно место за да се поврзат и со своите идни студенти, сегашните студенти, да си ги испромовираат установите и секако она што го работат, но и многу важно, пак ќе кажам, да се поврзат секако со компаниите и со бизнис секторот, затоа што и тоа беше многу важен момент од овој саем. Така што генерално беа задоволни до година. Вин-вин ситуација, значи. За сите. Така, браво. Тоа беше идејата. Да отидеме на она по кој што вие сте препознатлив сега. Профилот студентарија, кој што е создаден токму за барањата и потребите на студентите. Формиран во 2017 година ми се чини, кои се најчестите поплаки или барања што ги имаат студентите кои што ви се на некој начин кои што пишуваат и се комуницираат со вас? Нашата публика, да. Ние ги обединуваме горе-доле сите студенти во државата. Во Македонија бројот на студенти официјално според Државниот завод за статистика 53.000. Отприлика ние имаме речиси 60.000 следбеници, што значи дека ги имаме студентите, но и оние кои што веќе не се студенти дипломирале и останале со нас. Накратко да ја представам студентарија, можеби за оние гледачи кои што не знаат кои сме, најголемата студентски младински информативна платформа во државата, која што се грижи и покрива се што е поврзано со студентите и со студентскиот стандард, од услови во студентски домови до запишување на факултет, стипендии, сите оние други мерки кои што ги набројав на почетокот и едноставно со текот на годините се наметнавме како студентски гласник и главното место преку кое што студентите ги канализираат и артикулираат нивните проблеми и предизвици.
Сега кога станува збор за проблемите со кои што се соочуваат македонските студенти, мислам дека оние гледачите кои што имаат студенти во нивните семејства или познаваат семејство кој што има студент, веројатно многу добро знаат кои се проблемите, а за оние кои што можеби не познаваат студенти, многу е важно да кажеме дека македонските студенти не се жалат за ситници, не се жалат, не бараат нешто луксузно, туку се жалат за основните услови. Тоа се сместувањето и исхраната. Знам дека ова е тема која што од година во година се провлекува и постојано се зборува за тоа какви се условите во студентските домови, но зошто не се поместува, ќе ви дадам еден многу обичен пример од неодамна, од минатиот месец, за да ја согледаме сликата за тоа какви се условите во студентските домови во Македонија. Во еден државен студентски дом, каде што се сместени повеќе од 100 студенти, повеќе од 30 часа немаше струја. Станува збор за студентскиот дом Никола Карев во Охрид, каде што не се сеќавам точно кој датум беше во февруари, поради тоа што домот имал долг од 3 неплатени сметки кон дистрибутерот на електрична енергија, дошло до исклучување на струјата. Студентите, освен што живееа во темници и на свеќи повеќе од еден ден, значи повеќе од 24 часа. Се греја на свеќи, така имавме ние во вестите, дека се греат на свеќи. Ви благодарам многу, мислам тоа ми е драго што студентите го пријавија проблемот до студентарија и формираше за него и доколку медиумите како вашиот не се заинтересираа и не ја проследеа оваа информација, не сум ни сигурен дали за тие 30 часа ќе се решеше проблемот. Да, вечерта ми се чини дека дојде струјата, меѓутоа претходно 30 часа немаат. Струјата ја снема во 10 часот од Сабајле, дојде некаде околу 16 часот следниот ден. Значи тоа се повеќе од 24 часа. Да. Значи на температури во февруари во Охрид, каде што ноќната температура веројатно достигнала минусни температури, студентите немаа ниту грејење. Во овој студентски дом функционира парно грејење, но не знам од која причина ние тогаш дознавме дека ниту парното не функционирало и студентите били принудувани од дома да си носат грејни тела. Значи таа вечер не функционирале ниту грејните тела, студентите и учеле на свеќи, и се движеле на свеќи, јаделе на свеќи и се грееле на свеќи. За храна таа вечер добиле конзерва говедски нарезок и конзерва паштета. Така што ова ви е она што треба да го знаеме за состојбата, така е. Значи, кога дистрибутерите на електрична енергија ја исклучуваат струјата, тие не ја исклучуваат струјата туку така затоа што сега ќе им текне или ако не сме платиле денес, утре ќе не исклучат струјата, тие пред да ја исклучат струјата секако предупредуваат за тоа и даваат опомени. Проблемот тука е зошто таквите опомени биле игнорирани толку долго, значи станува збор за 3 неплатени сметки, зошто не била побарана поддршка, затоа што после се бараше поддршка од Министерството за образование и наука, колку што видовме, за да ја покријат сметката, зошто се чекало толку долго да настане таков проблем за студентите да го излечат подебелиот крај и да бидат жртви на негрижата на некој друг. Потоа видовме секако реакција од Министерката за образование и наука, која што го критикуваше раководството на студентскиот дом дека тоа си е однос меѓу нив. Студентите мора да си имаат тие се основни услови за функционирање. Дали е платена сметката или кој е виновен, тоа си е не ги интересира тема која што не треба да ги интересира студентите. Идејата тука ми беше да кажам дека и покрај сето тоа што се случи, дојде струјата и потоа овој случај се заборави исто како ништо да не било. Мислам дека е навистина. Не дека утре нема да се случи пак. Утре не и веројатно ќе се случи пак затоа што чекаме да се случуваат вакви работи за тогаш да ни светне сијаличката на сите и да кажеме дека нешто не е во ред, но кога ќе го решиме тој проблем, потоа повторно забораваме додека не ни се случи нешто друго. Така што ова е само еден дел од проблемите во студентските домови, честопати во студентските домови во Скопје, од каде што почна реновирањето, студентите се соочуваат со немање топла вода, немање парно грејење, нефункционирање на лифтови. Знаете, студентскиот дом Гоце Делчев, секоја од 4 згради има по 14 ката, а таму во секоја од зградите, барем јас неодамна имав прилика да го посетам, во секоја од зградите колку што видов функционира по само еден лифт. Сега на бројот на студенти, стотици студенти живеат таму, еден лифт за 14 ката секако не е доволен. А што да правиме ако се расипи и тој лифт, и студентите мораат со куфери кога ќе си дојдат од нивните градови да се качуваат до 14 кати така натаму. Така што тоа е во делот на студентското сместување, младинското домување, кој што е важен сегмент од животот на младите. Тука секако е една многу важна мерка која што е многу популарна, субвенционираниот студентски оброк. Мерка која што да ја пофалиме добра, која што дава државата. Тоа што е добро се пофали, тоа што е лошо двојно да се критикува. 140 денари дневно добиваат студентите. Замислена е како мерка со која што државата
во текот на еден ден ќе им субвенционира и ќе им помогне на студентите Еден да си оброк. купат еден оброк. Да, 140 денари, можеби за еден оброк кој што треба да ги содржи сите оние нутритивни вредности не се доволни, но секако се добре дојдени како поддршка. Значи вие за да си земете нормален оброк можеби ќе ви требаат 200-250 денари, така што овие 140 што ви ги дава државата секако се нели добре дојдени и ќе ви олеснат. Меѓутоа, каде е предизвикот и со оваа мерка? Предизвикот е секако административен. Што се случува? Секој месец, откако се спроведува оваа мерка, и ова важи за претходните 2 години веќе постојано се случува, Што се случува? стотици студенти од без никакви јасни причини, на стотици студенти им е прекинувано правото на оброк. Не на Сега, исти, 100. Не на исти, на различни. Зошто? Затоа што според законот секој факултет, да речеме јас сум студент на природно-математичкиот факултет, Добро. на пример, природно-математичкиот факултет секој месец на крајот треба да достави податоци, база на запишани студенти до Министерството за образование и наука, за во случај ако некој студент се отпишал Министерството да му Да го не му прекине префали. правото на оброк. Добро. И сега што се случува? Дел од високообразовните установи забораваат, најпросто кажано, секој месец да ги доставуваат податоците на време и автоматски ако природно-математичкиот факултет не ги достави податоците до Министерството за образование и наука, Министерството веднаш го секнува правото на сите студенти на природно-математичкиот факултет за тој месец. Такви случаи имавме од неодамна, имавме во месеците октомври кога почна академската Добро. година, во ноември, во декември, јануари, февруари, сега сме март, неделава. И тука доаѓа жалба на студентите, па Има извинување постојано. на Нема веќе професорите. ни извинувања затоа што ова И почна колку да се досни? провлекува. Ден, два, три? Или? Се досни, значи вака, ако на студентот му е прекинато правото на оброк, тоа значи дека тој месец студентот воопшто нема да добива оброк. Да. Зашто тој месец? Затоа што следниот рок за аплицирање е следниот месец од 1 до 5, што значи дека студентите еден цел месец ќе останат без средствата за оброк. Ако е на 15, зашто не да земат на 17? Затоа што нема расположение кај надлежните институции, во случајот Министерството за образование и наука, да им излезе во пресрети на студентите и да ги ажурира податоците почесто. Ова го направија само еднаш кога беше во октомври, рекоа ајде ќе им излеземе во пресрет, но потоа видоа дека универзитетите секој месец доснат и едноставно решија и тие да А прекинат. следниот месец добива двојно или не? Не добива, тоа се пари кои што студентите буквално им се одземени од нивните джепови, не по нивна вина Тие и пари се се враќаат предвидени во според државата. буџет. Се предвидени, да, и она што е многу важно е што ако еден месец на студентот му е прекинат оброкот, тој ќе може да аплицира дури следниот месец. Да речеме ако мене во февруари ми бил прекинат оброкот, јас ќе аплицирам во март, а оброк ќе почнам Мора да да земам. аплицира и самиот студент или само? Мора одново да аплицира. Одново мора да аплицира и оброк ќе почне да зема од април. Значи ако мене по вина на универзитетот и по вина на несоодветната комуникација помеѓу мони факултетите ми е прекинат оброкот, јас 2 месеца ќе останам без оброк, тоа се 7000 денари по студент. И ако сега вие во текот на еден месец, не знам, 200 студенти останат без оброк, тоа се милиони денари кои што им се одземени на студентите и се враќаат во државниот буџет. И сега ќе си речете, мислам многу е логично, решението е многу едноставно, може да се најде посоодветен начин како универзитетите морало некако да се реши, мислам. Има вака веќе е. предлози од студенти, конкретно да споделам, од Добро. студенти на Финки, од Универзитетското студентско собрание Нукем, за тоа како овој проблем може да се реши, многу едноставно, но тука доаѓаме до моментот зашто нема жилба овој проблем да се реши. И тука се кренува прашањето и нешто што ние го сметаме дека можеби намерно се остава овој проблем да се провлекува секој месец за дел од парите кои што треба да им Да се им следуваат искористат на за други студентите, работи, се тие користат 140 денари се Така е, се повеќе враќаат од потребни на во буџетот на државата, во буџетот на Министерството за образование и наука. Зашто се користат понатаму не знаеме, но грижата е дека ова веројатно се прави намерно, затоа што пак ќе кажам, многу е логично и многу едноставно решението, доколку има интерес истото да се спроведе. Каде има најдобри услови? Во кои студентски домови? Во цела Македонија? Во Скопје најдобри услови во моментов има во студентскиот дом Гоце Делчев во 4 згради, затоа што тоа е најтазе реновиран студентски дом. Добро. Но на ниво на држава најнов студентски дом е ново изградениот државен студентски дом во Тетово, кој што почна да функционира од пред 2 години месечини, така што условите таму во моментов се најсоодветни во Тетово. Во Скопје тоа е студентскиот дом Гоце Делчев, но во моментов А во Стив? Стив Наумов во моментов е затворен и се реновира, се очекува вратите да ги отвори веројатно следната академска година.
Ова е исто така еден проблем кој што се провлекува со месеци. Ете, некако почнавме да зборуваме само за проблемите. Реконструкцијата на студентските домови трае од 2021 година. Тогаш требаше да почне првата фаза. 5 години подоцна првата фаза се уште не е завршена. Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу во Скопје се двата студентски дома кои што во моментов се затворени и се реновираат. Прво беше најавено, да, затоа што се реновираат, не може да примаат студенти. Беше најавено дека ќе ги отворат вратите од октомври 2025 година, значи од оваа академска година, не се случи. Потоа рекоа ќе ги отвориме од вториот семестар во оваа академска година, што требаше да биде сега во февруари, што исто така не се случи. И сега новата најава е дека ќе се отворат од следната академска година од септември и веројатно ќе се случи тоа затоа што се при крај, останува само да видиме кога ќе ги отворат вратите, какви се условите, но со самото тоа што ќе се отворат овие два комплетно реновирани студентски дома, јас очекувам дека ќе се ослободи тој притисок кој што студентите во Скопје го има сега од внатрешноста, нели, кои што доаѓаат да живеат тука, затоа што самото тоа што од 5 студентски дома во Скопје 2 беа затворени, а 3 функционира, од кои што условите се соодветни само во еден Гоце, а Пелагонија и Сеник се со малку пониско ниво, ајде така да кажеме, на услови, создаде притисок да студентите мора да бараат алтернативни начини, алтернативни места за сместување, односно приватни станови, а сите граѓани на оваа држава знаат какви се цените на приватните станови во Скопје. Вие една гарсонјера за еден човек, еднособен стан не можете да најдете, што се вели веќе, кој што е помалку од 250 евра, така што да, цените се до плафон. А колку чини сместување во студентски дом? Во студентски дом чини од 3500 до околу 4000 денари месечно во зависност од студентскиот дом. Сега ЈОФ исто така предвидих затоа што оваа сума е со години наназад, повеќе од 10-15, па можеби 20 години е истата сума. И сега со ова реновирање очекувате да има поскапување, За претпоставувам? сега нема таква најава, но се спомна пред некоја година се спомна дека начинот на финансирање на студентските домови не е одржлив и дека партиципацијата што плаќаат студентите е многу ниска. Знаете како растат сите трошоци во сите сегменти, затоа растат нели сметки, режиски трошоци, растат сметките и за храна, нормално нели согласно инфлацијата, а партиципацијата што ја плаќаат студентите не се менува, останува иста, што значи дека делот што го покрива државата, затоа што идејата беше студентот да плаќа 50% од трошоците, а 50% да му ги покрива државата. Процентот кој што сега треба да го покрива државата се зголемува и искрено не сум сигурен какво решение ќе се најде. Зголемувањето на цените сигурно нема да биде пречекано со раширени раце од страна на студентите, така што станува да се види какво решение ќе се најде за тоа финансирање на студентските домови да стане подржливо. Но многу е важно пред да се кренат какви било цени, да се создадат соодветни услови, затоа што со условите какви што се сега и овие примери кои што ги кажав јас, вие да немате 30 часа струја во студентски дом, не треба да се плаќаат ниту тие 3500 денари кои што ги дава студентите, затоа што тоа е нешто основно кое што му треба на секој човек за не за достоинствен живот, за основни услови. Во време кога се носат измени на законот за високо образование, кој е ставот на студентите? Кои се реакциите? Сигурно има и доста коментари на Така е, наши представници од студентарија, кои што се студенти, веќе доставија своји коментари на ЕНЕР, додека беше активен законот таму. Морам да кажам дека нашите забелешки коментари беа повеќе во делот на студентското организирање. Нели некако во фокусот на јавноста периодов е квалитетот на високото образование, секако положбата на асистентите, професорите се дискутира околу тоа. И така натака. Автономијата исто така, што секако нели многу важно, но некако забележувам дека се занемарува делот на тоа како е регулирано студентското организирање. Согласно законот од 2018 година, последен пат кога беше променет овој закон, студентите се организирани на начин што на секој универзитет постои универзитетско студентско собрание. Она што ние го бараме сега е во законот да биде експлицитно препознаено националното студентско тело како студентска организација на национално ниво, кој што ќе ги обедини сите овие универзитетски студентски собранија од секој универзитет. Зошто? Затоа што сметаме дека мора да биде препознаено институционално, ако сакаме нели студентите да бидат вклучени на вистина во работата на одборите за акредитација, евалуација низ органите на Министерството за образование и наука, потребно е да бидат препознаени институционално и нешто што исто така е многу важно е што мандатот на универзитетските студентски собранија досега беше 1 година со право на реизбор. Во овој закон стои 2 години со право на реизбор.
Нашата забелешка е дека не треба да има право на реизбор и еден студент да може само 2 години да биде претседател на универзитетско студентско собрание. Зошто? Затоа што многу лесно може да дојде до злоупотреба и да дојде до прекумерна концентрација на моќ кај поединци и кај одредени групи. Затоа што ако еден студент е претседател 2 години и потоа повторно е реизбран, тоа значи дека 4 години ќе биде претседател во текот на целите негови целото негово студирање. Може да злоупотребено. Така е, од најразлични актери, мислам со оглед на општеството во кое што живееме и сметаме дека студентските тела треба да бидат динамични, треба да бидат независни, треба да бидат ослободени од секакво влијание, од секаков притисок и таму се потребни нови свежи идеи, затоа треба да се менуваат студентските представници, ако не секоја година, барем ете на 2 години. Така што тука најчесто беа нашите забелешки и секако бараме исто така да се формализираат и советите настанали во студентските домови. Секој студентски дом сега има неформално тело кој што се вика совет на станари, бараме и тие да бидат препознаени во законот за да можат да ги артикулираат идеите, проблемите и предизвиците со кои што се соочуваат, особено во време кога најголем дел од студентските домови има такви проблеми. Јас спомнав само дел од проблемите, но ние имаме студентски домови во Битола, имаме студентски доми во Прилеп и во Штип, кои што исто така се соочуваат со сериозни предизвици. На пример, ќе го спомнам тука само уште студентскиот дом во Штип. Некаде на почетокот од академската година ние повторно во студентарија реагиравме за тоа. Студентите за време на викенд, бидејќи кујната не работела, за време на викенд, сабота и недела добива пакет кој што содржаше 2 конзерви говедски нарезок, 2 паштети и 1 круасана. И ова требаше да им биде храна за цел викенд. За цел викенд? За цел викенд, откако реагиравме ние, се отвори кујната, директорката излезе со известување дека се спинува, дека се дезинформира, но реалноста беше таа. Се до тој момент студентите секој викенд добива конзерви за храна, откако ние информиравме, кујната се отвори и сега функционира и студентите добиваат готвена храна. Така што да, во однос на законот за високо образование да се надоврзам, сметаме дека да, потребни се измени на законот за високо образование, но секако ќе повикаме на тоа сите страни да бидат вклучени, кои што се најзасегнати, тоа се чинителите во академската заедница, универзитетските професори, асистентите и секако студентите и младината. Колку студентите се политички поделени? Па не би рекол дека, видете... Или колку политиката има влијание врз? Она што мене ме изненадува е што, ете, можеби грешам јас немам видено, но не видов гласна реакција или гласен став за, например, измените на законот за високо образование од ниту едно универзитетско студентско собрание. Реагира неколку студентски и младински организации кои што излегува со своји ставови, но јавно не видов став од ниту едно универзитетско студентско собрание. Ниту дека чини, ниту дека не чини. Така е, нема барем на нивните официјални канали за комуникација немало, можеби гостувале некаде во емисии, но и тоа ми нема излезено бидејќи ете ние во студентарија ги следиме прилично случувањата, не сме сретнале некоја таква објава. Што кажува тоа? Што покажува дека студентите можеби полека почнуваат повторно да се пасивизираат. Значи имаше период кога студентското движење во Македонија полека згасна, тоа беше периодот околу пандемијата, кога што нели целото општество се менуваше, па се препиша на периодот на пандемијата, така е. Ова е веќе друго време. Сега веќе друго време, после пандемијата, универзитетските студентски собранија едноставно како формални студентски представници живна, нешто што секако беше за поздрав и ние во студентарија секако тука сме им стоиме на располагање за да ја поддржиме нивната работа, имаме одлична соработка со сите нив, но некако сега кога еве не се коментираат вакви важни општествени ситуации и се нема став за вакви важни работи, нормално е тука природно да се покрене прашањето зошто студентите повторно се пасивни и не се вклучуваат активно во општествениот живот на оваа држава. Ме интересира за квалитетот на наставата. На кое ниво го оценуваат студентите, како се задоволни од предавањата, од материјалите, од достапноста на професорите и така натака. Нашата држава е дел од болонскиот процес и од европската зона на високо образование, што значи дека ние имаме обврска за квалитет и усогласено со европските стандарди. Зборувам нели во однос на квалитетот. На хартија да, а во пракса? Механизам за евалуација и за акредитација на студиски програми и универзитети, тоа е преку Агенцијата за квалитет во високото образование. Добро. Меѓутоа, ако сега вие соберете 100 студенти, ги собереме тука во студиото и ги прашаме дали вие знаете, сте слушнале за Агенцијата за квалитет во високото образование, јас сум сигурен дека најмногу 5 студенти ќе кажат дека слушнале, останатите сигурно ниту слушнале, ниту ги виделе, затоа што воопшто не се присутни во јавноста
верувам дека впечатокот би бил исти кај професорите. Дефинитивно има простор за унапредување на квалитетот на наставата, во однос на достапноста. Ова е нели зборувам од искуството кое што студентите го споделуваат со нас. Наставата на одредени студиски програми е повеќето ретска отколку што е практична. Сега позитивните примери ги спомена во текот на овој разговор, тоа се IT техничките факултети каде што имаат практична работа во вид на лабораториски часови, вежби и слично. Но дефинитивно недостасуваат современи методи и малку по интерактивни пристапи во текот на наставата. Ние исто така спроведовме неодамна една анкета каде што студентите чисто да го слушнеме нели нивното мислење за тоа колку се задоволни, така што ова беа некои предизвици кои што тие ги посочија. Така што да, би рекол дека има исто така и недоволно пракса на одредени студиски програми, затоа тука е многу важно да универзитетите, пак ќе повторам, се поврзат со бизнис секторот, а настаните како сајмот кој што го правевме ние, ја има токму таа идеја како основа. Усогласени се програмите за учење според потребите на пазарот на труд или далеку е од тоа? Не би рекол дека е далеку, но не би рекол ниту дека целосно си усогласени. Веројатно е некаде на средина и можеби затоа е добро да се прави, би било убаво, например, ете како некој предлог решение, редовно да се прави национална анализа за потребите на пазарот на труд и соодветно според тоа да се адаптираат и да се журираат студиските програми. Зошто ве прашувам, се извинам, континуирано на пазарот на труд има потреба од 10.000 работни места. Сега да отвориме во Агенцијата за вработување, компаниите имаат огласи напишано околу 10-10.500 слободни работни места денеска. Невработени лица во Агенцијата за вработување има 9.500 кои што се неквалификувани и така натака, без соодветно образование и така натака. Како да се пополнат овие 10.000 работни места е прашањето кое што треба да се постави до креаторите на политиките. Затоа прашувам колку е тоа во сооднос направено или треба да се анализира овие 10.000 работни позиции кои што ги спомнувате вие, какви работни позиции се. Значи за какви работни позиции станува збор, какви вештини се барани тука и каков кадар се бара тука. Јасно. Веројатно доаѓа како што заклучивте и вие до несоодветен однос помеѓу тоа што го бараат компаниите и тоа што го произведуваат универзитетите и затоа споменав како можно решение да се прави редовна анализа на потребите на пазарот на труд и соодветно на тоа да се ажурираат и студиските програми, па и квотите на студенти. Не само за услужни дејности каде што може и со средно образование, се бараат инженери, се бараат доктори, се бараат, не знам, механичари, односно ученици кои што студенти кои што треба да имаат завршено машински факултет, струки кои што на вистина без високо образование не може да се работат. Овие струки се веројатно ова се кадрите кои што најчесто се заминуваат веројатно од државата. Зошто? Затоа што студентите во нашата држава имаат можност на пример секоја година да одат на work and travel во европските држави. Германија и Хрватска се најпопуларни, порано беше и Америка, сега има интереси за Соединетите американски држави, но Германија и Хрватска се главни. И сега кога еден млад човек на свој 19, 20, 21 година ќе отиде да работи таму 3 месеци и кога ќе ги види условите, а патем не работи нешто што му е по струка, работи во услужните дејности кои што спомнавте вие, и ресторани, и хотелиерство, одржување, чистење и слично, кога ќе види какви се условите таму, кога ќе види како функционира системот, кога ќе види дека се чувствува многу побезбедно отколку што се случува тука, да се навратиме на примерот со немање строја во студентски дом, другите трагедии кои што се случија изминатата година, така и сега. Среќата во таа држава. Кога знае дека има систем каде што може да се напредува објективно и според заслугите и според трудот, а кога ќе се врати дома знае дека ќе му бидат потребни лични контакти, врски, па и партиска книшка за да може да влезе некаде на работа, нормално е тука да се запраша дали вреди јас да останам во оваа држава или можеби е подобро да се заминам и затоа мислам дека затоа недостасуваат воглавно овие кадри. Младите лекари, мислам дека особено оние кои што завршуваат медицински факултет, веројатно речи си сите, ајде можеби не сите, но речи си сите сигурно се соочуваат со дилемата дали вреди да се остане тука со оглед на положбата и на платите кои што ги имаат лекарите тука и можностите кои што им стојат во европските држави. Колку студентите работат во исто време додека студираат? Имате
Немаме таква информација, но работат доста, а ова го знаеме затоа што студентите кои што работат и земаат над минимална плата немаат право на субвенциониран студентски оброк. И со оглед на реакциите кои што ги добиваме од нив и кои што се жалат дека нели тие им требаат пари за тоа работат и не треба да бидат лишени од оваа мерка, би рекол дека доста студенти го прават тоа и тоа секако е за поздрав и е добро. Впрочем исто во беше истакнато и на самиот за образование, затоа што е убаво младите да стекнат искуство и да стекнат вештини уште за време на нивните студии, затоа што така се излегува и поподготвен. Зошто ве прашав? Ме интересираше колку чини месечно еден студент? Кои се трошоците за еден студент месечно? Имате некаква математика направена? Организацијата Форум за образовни промени пред 2 години направи едно интересно истражување, една интересна анализа која што покажа дека еден семестар, анализата беше направена преку анкетирање на студенти месечини на економскиот, филолошкиот и на правниот факултет во Скопје, при што се дојде до заклучок дека во текот на еден семестар еден студент има трошоци од 70 до 82.000 денари. Тоа е во текот на еден семестар. Еден семестар, да речеме, просечно ако трае 4 месеци, тоа значи 80.000 денари делено на 4 месеци, 20.000 денари секој месец. Сега каде одат најголем дел од трошоците? Во државна квота за семестар студентите плаќаат 6.000 денари, за квота со кофинансирање плаќаат 12.000 денари. Но ова секако се додаваат и они административни трошоци како што се икса, тоа се информатички, културни и спортски активности, чинат околу 750 денари, се додаваат материјални онлайн ресурси кои што чинат од 3 до 5.000 денари, секако тука се трошоците за сместување, кој во студентски дом, кој во стан, превозот за да стигнат од нели местото на живење до Скопје или до другите градови каде што студираат и секако за храна и за рекреација, така што е дојдено до заклучокот дека еден семестар ги чини од 70 до 80.000 денари, што секако не е малку. Тоа се 20.000 денари месечно. Ние секој месец слушаме колку изнесува една потрошувачка кошничка на едно 4-члено семејство и на тоа додадете дека имате студент кој што ќе ве чини 20.000 денари месечно, прилично високо. Сакам овој разговор да го заокружиме со прашањето дали се намалува желбата кај студентите да заминат веднаш по студиите или тоа расте понатаму? Ќе повторам дека повеќето млади луѓе се соочени со тој предизвик дали да останат тука со оглед на сето она што ни се случува или да заминат водени нели од искуството кое што го имале во оние европски држави, затоа што младите дефинитивно сакаат европски вредности во нашата држава, кои што не знам некако многу полека се воведуваат. Идејата тука е да им младите, значи не е работата само каква работа ќе најдат и дали ќе работат на својата струка. Тука секако станува збор и за условите за работа, висината на платата, но и тоа колку безбедно и сигурно се чувствуваат младите во своето општество. За вие да бидете исполнет и задоволен човек, на вас не ви треба само да ја работите работата за која што сте студирале. Тука е здравство, тука е образование, тука се социјала, тука така е поддршката од целиот систем. Суството да не го спомнуваме. Така е, да, сите овие работи влијаат на тоа дали младите ќе си заменат или ќе останат тука. Ние знаеме дека со години наназад имаме тренд на иселување на младите, претежно во европските држави, тој тренд продолжува. Мене ми е многу интересно што неодамна пред некој ден прочитав на напис во еден медиум кај што некои од агенциите кои што посредуваат за работа велат дека за прв пат после известно време приметиле дека дел од нашите граѓани кои што заминале во странство почнуваат да пројавуваат интерес за да се враќаат во државата, дека станува збор за некоја мала разлика, но ете дека конечно се си приметува нешто такво и не во моментов се прават анализи дали тоа е нешто што е само сега во моментов или е нешто што ќе продолжи, но дефинитивно ако сакаме да ги задржиме младите тука, треба да им овозможиме систем и безбедност и заштита каква што нудат системите каде што овие млади најчесто бегаат. Благодарам многу за разговорот, се надевам во следната прилика кога ќе бидете мој гостин ќе има подобрување на состојбите за нашата иднина, што би се рекло, тоа се студентите. Се надевам и јас дека во следна прилика ќе зборуваме за малку поубави работи, така што ви благодарам многу за поканата.